El maquedonero. Беше некаде пред 12 во пред пладне, кога првпат видов објавата дека скопската вода е контаминирана од Escherichia coli. Тоа го објави една женска особа, точно тоа, мислам, ако се работи за истата Орце градоначалников што вика, и кај мене се појави, мислам, првпат од таа особа објава, прочитав од неа, се вика на буквата Е, и мислам дека е член на Социјалдемократскиот сојуз, но не го кажувам името, нели од разбирливи причини профилот, затоа што сето тоа се базира на предпоставка, инаку да, првпат од неа ја видов објавата, но не поради тоа, туку поради предпоставката дека може би она исто така налетала на таква информација и нормално се испаничила и тоа го бустирала на еден друг начин, да се однесува, нели, директно да се искритикува локалната власт, општината Скопје и нормално власта демакета кај нас станува пракса водоводите да се контаминираат со разни бактерии. Но моја предпоставка е, мене ако ме прашате, у сам старт, тоа му го кажав и на еден која ми пиша пред неколку сата овај Facebook пријател, Сашо, ајде нема и на Димаков да му го кажам, да в случај да не го малтретираат луѓе, кога ми прати овакво информација за ова, одма му реков дека ова е гарант, некое масло, специјална војна на непријателите на Македонија, кои што се од внатре од тука. Не помина пола сат кога ми објави, кога беше пресот на градоначалникот, така да нема везе, битно му кажа, викам, опушти се, викам, ова ми личи на класична, викам, специјална војна. Ние што сме учеле тие работи, одма некако интуитивно ни се појави веднаш таа идеја, но кај мене не само заради тоа, туку и заради една друга работа. Често пати на моите објави на фейсбуковија видео обраќања против непријателите на Македонија, внатрешни, често пати, ако видите, има коментари од типот, ете тие водата од Гостивар, или која ми пишуваат, вие знаете кој, или ете ти написе говна од вода. Често пати ако настанот во Гостивар го користат за да дадат негативна конотација, да делуваат дифамацијски, да компрометирачки кон власта. Демек е тоа сепак работа на дека виновници за тоа нели се властите. Што повторно зборува за една спрега меѓу оние кои што ја предизвикаа контаминацијата во Гостиварскиот водовод и овие кои што таа контаминација ја користат нели за ширење понатамошно на приказната за нивниот наратив за неспособноста на власта и неспособноста на власта да преземе одговорност. Така што тука ја пронаоѓам спрега дека се работи на вистина за оркестриран напад, искористувајќи еден настан, и не само што нападот е донашминкан и исконструиран, туку тоа ми кажува една друга работа, тоа сум го кажал и порано, тоа е лесно проверливо и вие го памтите, кога реков дека непријателите на Македонија, натрешните, во договор со ние надворешните или под финансиска поддршка или покровителство на надворешните, ќе влезат во директна конфронтација, скористејќи ги сите валкани средства со моменталната власт во Македонија, затоа што нивната надворешна политика на сегашната власт, на Мицкоски и на ВМРО ДПМН со коалицијата, тотално не им оди во прилог на нивните планови за поделба на Македонија, за незино туркање на колена, за обезличување на македонскиот народ. И практично за незина федерализација. Знаете кои три фактори се кои работат на таа проблематика, на тој план за поделба на Македонија, за незина во почетокот федерализација, после и целосна физичка делба. Знаете кои три фактори стојат тука. И баш во контекст на тоа што го кажав тогаш, дека нема да бираат средства, начини, еве го тоа што ви реков, ова е тој момент, класичен пример
за водење на специјална војна. Ја пак не верувам дека таа женска особа што спомна градоначалникот, ако се работи за истата која и мене ми се појави со првата објава на Facebook, искрено не верувам дека тоест верувам дека и она тоа вест некаде ја прочитала, значи излегла таа вест од некој си друг извор и апсолутно нашиве уште денеска според мене нашата власт, полицијата, уште денеска треба да го уапси изворот на таа дезинформација, која што предизвика невидена паника меѓу населението во Скопје. Аз ви кажав, во моментот седе во еден кафич, тоа беше некаде пред 12 часот, може би 11 и пол, тука некаде. Значи, буквално луѓето вака ги туркаа кафињата што им беа направени, а не да не ви зборам за водите што беа од чешма. Нели, и одма се виде, се осети таа паника. Ја претходно имав прочитано објавата, свати дека стигнала и до нив, така што веднаш се останува, можете да видите приметно, остануваа водите од чешма што се точени на маса, а нарачуваат дополнително флаширана вода да им донесат. Што значи навистина се или исто така и овие што беа исто така овие што беа лимунади, сокови праени, коктейл од сок. Све тоа беше вака оставано и значи на едно место каде што седев се создаде паниката. Можете да замислите како беше на територија на цела општина на Скопје, кој мислам кај сите оние кои што пијат нели вода од скопскиот водовод. Што значи тоа не е наивно дело, предизвикување на таква паника, тоа е кривично дело и апелирам до македонската полиција уште денеска да го открие сторителот, оној вистинскиот кој што стои за таа дезинформација и да го приведе и да се испитаат неговите мотиви и дали тоа е смислено сценарио, дали некој стои, дали добил наредба од некој тоа да го направи или го направил на своја рака. Исто така тоа треба подбитно да се утврди недвосмислено. И доколку се утврди дека го направил по директива, како дел од една поширока стратегија на специјална војна, да се откријат сите вмешани во таа работа и веднаш да бидат уапсени и соодветно казнети, да им бидат поднесени обвиненија и соодветно се надевам казнети. Ова нема тука да заврши, одма да ви кажам, како што кажав уште пред година-две, кога баш тогаш и се обратив и на ВМРО и на премиерот, да очекуваат дека ако играат на линија на македонските интереси, дека ќе се најдат под страотен притисок, страотен удар на внатрешните непријатели, тајните агентури кои што роварат низ Македонија и за кои што се знае дека роварат низ Македонија. Но исто така и некои поголеми играчи од помоќни земји на кои што им оди во прилог оваа власт да падне и повторно македонците да бидат оставени на немилост на оние квислиншки гарнитури кои што тие центри на моќ од Европската унија и од соседите ги подготвуваат да бидат замена за ВМРО ДПМН под предпоставка првиот момент кога ќе падне нели оваа власт. За жал, мислам дека со тек на време, особено од моментот кога ВМРО ДПМН ќе го освои новиот мандат на парламентарните избори, мислам дека тогаш уште повеќе ќе ескалираат работите во оваа смисла, дека тогаш веќе нема да бираат ни начин ни средства, ќе одат до крај на секаков можен начин да ја дестабилизираат државата, но пред се да создадат чувство на крајна небезбедност и страв по својот живот на граѓаните на Македонија, на граѓаните во Македонија. Тоа значи дека повторно ќе се прибегне кон слично сценарио на оно што се случуваше од 2015 до 2017 година, на многу слично сценарио, од јасно име на моменталната опозиција во Македонија, јасно име дека на чесен начин, легитимно преку избори, демократски, немаат теоретски шанси да дојдат на власт. Единствената работа што ќе им остане за тоа да го постигнете, само постигнете ваква специјална војна. Апели до сите оние кои што работат на чувствителни места водечки во државата да внимаваат
да не бидат безпотребно изложени на компромитација, на било каква компромитација, ме разбирате, од аудио снимки до видео снимки до такви работи, да внимаваат многу, да отвараат очи, знаете на што мислам. Значи ќе се прибегне да се прави, да се направат сите можни, да се искористат сите можни алатки во таа специјална војна за противникот, значи моменталната власт во Македонија да се доведе во компрометирачка или безизлазна ситуација. Значи нема да се задржуваат да направат било што и да искористат било што против нив, оти легитимниот пат за нив е невозможен. Тие се свесни дека на власт по легитимен пат не може да дојдат. Така што уште еднаш и јавноста ја апелирам на јавноста при вакви ситуации веднаш да не паничат, да го имаат ова во предвид сега што го зборуваме, и да бидат секоја свесни веднаш да не реагираат, затоа што тоа е и целта на непријателите кои што ја применуваат таа специјална војна. Нивната цел е пред се веднаш да се создаде инстант паника меѓу населението, а таа у денешно време, веруете, многу полесно се создава отколку што било пред 50 години, затоа што секој е со телефонот во рака, секој има достап, има пристап кон социјалните медиуми, кон агрегатите за вести во секое време, било кои стотици агрегати, социјални медиуми и така натаму и така натаму. Така што затоа е замислена и таа таква специјална војна, затоа што е многу полесно денес да се прошири, и затоа треба да бидеме внимателни, одма да не скокаме као мајмун на банана, туку полека да чекаме, нели, во ситуации пред се, да чекаме официјален став да се појави на соодветните власти или оние кои што имаат задача да во такви кризни ситуации да информираат правилно, точно и да ги турнат сите дезинформацијски обиди да се предизвика страф и паника меѓу населението. Ете, тоа сакав генерално да кажам, и нормално повторно апел до властите, до полицијата, уште денес да видиме апсења на одговорните за ширењето на оваа дезинформација дека Скопскиот водовод е контаминиран со Ешерихија коли. Се гледаме.